Загадениот воздух придонесува за влошување на состојбата на околу 100.000 луѓе кои имаат хронична обструктивна белодробна болест, предупредуваат лекарите. Минатата година бројот на пациенти на Универзитетската клиника за пулмологија изнесувал 2800, а годинава само досега има 2700 ново диагностицирани. Големиот број на пациенти со хронична обструктивна белодробна болест е заради експонирање на овие пациенти на одредени штетни фактори. Пред се тука доаѓа пушењето во предвид, но исто така и аерозагадувањето ја влошува нивната состојба. Секое аерозагадување, независно дали станува збор за ПМ10 частичките или другите гасовити аерозагадувачи, тие се оксиданси, значи тоа се материи кои што прават оштета на површината од клетките и како резултат на тоа настанува едно воспаление. Денеска и години наназад нели сме бомбардирани од загадувањето на воздухот и дека тоа сигурно влијае на инциденцијата и преваленцијата на хроничните респираторни белодробни заболувања. Зборувам исклучиво за овие две болести, астмата и ХОП. Меѓутоа, сигурно дека има влијание и на појавата на карцином. Македонија е меѓу највисоко рангираните земји во Европа според бројот на смртни случаи од хронично обструктивна белодробна болест. Во светски рамки, околу 3 милиони луѓе годишно го губат својот живот поради оваа болест.